И веќе навистина докажано и покажано дека за многумина една од омилените рубрики е меѓународната анализа со мој драг колега Дејан Андоновиќ. Ја го слушаме во продолжение. Посакувам добро утро и успешна нова сезона настапа. Добро утро до тебе, до нашите гледачи и да ги информираме само во интерес на времето дека не само што ништо не се смени од оваа пауза која имавме, туку и работите во светот толку ескалираа да за жал интересна е меѓународната анализа не заради нешто друго, него дефинитивно сите нас не засега, не велам дека другите сегменти не засегаат, но овие светскиве случувања и како не засегаат, а бога ми почнуваат полека и да почнуваме и да стравуваме што се случува. Да. Што е она ново што се случува во светот, на кои точки можеме да обрнеме внимание ова утро? Она што е ново, а имаше пауза нели овие месеци колку, е само ескалирање на веќе постоечките тензии, во фокусот е секако Либан, во фокусот е секако Израел. Ќе ги потсетам гледачите дека од кога последен пат разговаравме во ова студио, војната во Газа и против Хамас не само што не запра, туку метастазираше и отиде на другата точка на северниот дел со Хезболах. Ќе потсетам, знаат и самите гледачи дека изминатите 3 дена беше во фокусот ликвидацијата на лидерот на Хезболах Хасан Насрала, како што никој не очекуваше дека Израел не само што стравуваше дека можеби ќе биде нападнат од Хезболах, туку отиде директно и го предухитри Хезболах и го нападна. Она што е ново од утринава е дека почна копнената операција на израелската армија. Практично после 18 години израелските трупи влегоа, ја прекршија границата на една суверена држава која се нарекува Либан, влезе во една превентивна копнена операција. Да биде иронијата уште поголема, и американците и министерот за одбрана Остин изјави и рече дека е тоа договорено со Соединетите американски држави, а израелската армија да направи превентивни мерки околу граничната линија, или во превод да ги тргне оние позиции на Хезболах и на либанската армија од каде што тие стрелаат врз Тел Авив и останатите точки во Израел. Влезена е елитната 98-ма дивизија на израелската армија, што само укажува дека тие не само што имат капацитет да ги средат овие проблеми, туку и да може да одат и на Бејрут, што многумина веќе стравуваат, но она што се поставува како дилема во светот, а ја поставувам ја нон-стоп, можам само едно да кажам, зошто Путин не смее да влезе во Украина, а Нетањаху смее да влезе во Либан, како што тоа го направи во Газа, како што е тоа од утринава се случува Израел да го ракетира Дамаск. Дамаск е главен град на Сирија, на суверена држава. Исто така овие 3 дена стрела врз уште една суверена држава, Јемен, каде што се хутите, да, тие од таму гаѓаат, ово им возвраќа, но ми се чини дека никогаш во историјата на по новата историја една израелска влада, еден израелски премиер толку не се спротиставил првин на Соединетите американски држави, кои многу пати преку својот претседател Бајден го укоруваа да не оди толку далеку. Ми се чини дека има многу преседани во светов денеска. Тие преседани доведоа до овакви војни. Она што мене лично ме застрашува е тоа дека до каде ќе одат преседаните. Ова ме потсеќа на историјата каде што секогаш кога имало преседани со нарушување на граничен режим и суверенитет на некоја суверена држава, после тоа доаѓало до поголем тип на војна или светска војна. Така да Израел ќе видиме до каде ќе оди, што ќе оди и кој ќе биде одговорот на Хезболах, бидејќи колку што успевам да приметам, Хезболах се уште е релативно не оди во контра во офанзива, туку ја нема иницијативата на теренот, односно не возвраќа како што ние колку што знаеме од новинарските извештаи би можел да возврати, или можеби чека, па ќе почне да возвраќа, ќе видиме наредниот ден, ми се чини ова од ден на ден се менува. Во меѓувреме, само во интерес на времето, а во контекст на случувањата е и Украина, која да, тоа беше следното прашање, Па, јас ги поврзувам овие две војни, кои ги видиш малце онака на картата, многу малку ги разделува да се спојат двете војни, а ако се спојат двете војни, тоа ќе се нарекува повеќе од регионална војна или светска војна. Таму продолжува руската иницијатива, тие го пробија последниот бедам таму кај Часов јар, значи Путин продолжува да ја реализира својата агенда, не знам која му е агендата. Мислам, можеме сите да нагаѓаме до каде би одел и што би одел. Во меѓувреме некако се загуби онаа приказка околу упадот украински на Курск.
се изјалови полека бидејќи немаме извештаи. Ќе потсетам, ние сме под западна доминација на информација, а таму нема информации, а кога Западот не информира за нешто, значи дека губи. Така да ќе видиме што ќе биде. Она што мене ми привлече големо внимание и наредбата на Путин за мобилизација од 133.000 нови регрути. Но вели дека нема да одат во Украина. Па добро, али знаеш што тоа значи? Тоа значи дека овие 133.000 ќе ги пополнат местата на други 133.000 војници кои веќе се во касарните, тие ќе ги пратат во Украина. И да резимираме, таму има мобилизација, нешто што е најпроблематично за спроведување не на политичка елита. Зеленски се обидува да направи мобилизација. Имаме тренд на воведување на задолжителен воен рок во земјите во Европа, па и на Балканот. И што да сублимираме на крај, почетокот што го рекова, тоа дека у наредниот период светот и текако влегува во една ми се чини почеток на нешто што нема да биде добро, а тоа се нарекува поголем светски воен конфликт. И само ќе скратам на крај, се уште се чека кој ќе биде новиот претседател на САД. Поради многу работи, сегашната администрација веќе има ревијална улога и самиот Бајден, кој веќе го нема авторитетот, он е на власт уште 4 месеци и веројатно уште 4 месеци ќе биде оваа состојба ни риба ни девојка, каде што државите по своите интереси ќе се обидуваат да прават исклучоци, значи да влегуваат во други држави, да се обидуваат да ги направат своите скриени желби и амбиции регионални и геостратешки, а зависи кој ќе дојде, така и ќе се случуваат работите. Според мои некои уверувања ми се чини дека ако победат демократите, следна можеби не само демократите, и Трамп, ми се чини дека по доаѓањето на новиот претседател на САД, ми се чини дека Иран ќе биде главна цел на американска војна интервенција. Не случајно Трамп го обвини Иран дека стои зад неговиот атентат и не случајно демократите полека, но сигурно го стегаат обрачот околу Иран. Наскоро ќе знаеме кој ќе биде новиот претседател на Соединетите Американски држави, очигледно клучна фигура за светските случувања. Но ја пак ќе прогнозирам, верувам дека, мислам, се ми укажува дека Иран ќе биде до крајот на оваа година следна цел, особено што Иран веќе не може да има поддршката од Русија, бидејќи ја поддржува Русија, овие негови групи као Хезболах, Хути, Хамас, овие во Сирија, Израел како да почнува полека да ги начнува и полека како да се затвара обручот околу Иран, и ми се чини дека Иран многу брзо ќе биде цел на некаква интервенција, а тоа ми укажува и со доаѓањето на новиот претседател на Иран, кој е многу поумерен и религиозно поумерен од својот претходник кој нели случајно загина во хеликоптерска несреќа. Андоновиќ, благодарам што беше утринава заедно со нас. Сите оние нови информации за светските случувања нашите гледачи ќе можат да ги следат на Слободен печат. Веќе утре повторно ќе имате можност и прилика да гледате меѓународната анализа. А сега одиме со нешто поведро, по овие утрински анализи. Тука ни е нашата Ана да не расположи со културно забавни содржини, односно да не информира каде можеме да одиме во слободно време. Уживајте.